Во бели скафандери со заштитни маски на лицата, истражители и обвинители влегоа во изгорениот магазин во Трубарево. Се фотографираа и се снимаа остатоци со дрон, се земаа примероци. Се собираат докази и се истражува на лице место. Поради што избил пожарот, но и како се проширил до степен да го загади цело Скопје. Се бараат докази која била иницијалната каписла за пламнувањето на објектот. Увидот е отежнат поради затрупувањето со песок и небезбедност на локацијата по увидни екипи во рециклаторниот центар на F-групација кима и во следните денови. Отпадот во кој се складирале електронски уреди и пластика го обезбедува полиција, а пожарникарите дежураат бидејќи постојано има чадења, но и во случај повторно да не се разгори. Истрагата треба да даде одговор како настанал пожарот, но и дали правилно се складирал отпадот. Со оглед на затрупувањето на локацијата од безбедносни причини, увидните действија на терен се отежнати. По наредба на јавен обвинител, локацијата ќе остане обезбедена и во наредниот период за потребите на постапката. Таму ќе продолжат да се вршат дополнителни мерења на загадувањето од Министерството за животна средина, а на терен ќе излезе и вешто лице од областа на екологијата. Во меѓувреме, судот им го продолжи притворот за нови 48 часа на четворицата осомничени кои се поврзуваат со сопственичката структура на отпадот. Според информациите од истражните органи станува збор за 56 годишен управител и сопственик на две правни лица, 22 годишна управителка на трето правно лице, 42 годишен раководител на подружницата и 59 годишен вработен. Според обвинителството се испитуваат и други потенцијално инволвирани лица, а привремената мерка притвор е побарана за обезбедување на докази. По нивно анализирање МВР ќе срочи кривичната пријава, во која ќе бидат опфатени првичните сознанија за пожарот. Според надлежните во истрагата ќе се проверува секој документ кој го поседувал рециклаторниот центар за да функционира, но и дали ги почитувал прописите од дозволата за складирање и третирање до 20 тона дневно неопасен отпад и 500 килограми опасен отпад во текот на 24 часа. Во редните анализи по пожарот во магазинот за отпад во скопското село Трубарево не покажале присуство на радиоактивност во водата, ниту опасни нивоа на тешки метали во почвата, покажа пак извештајот на Институтот за јавно здравје. Зголемени вредности на бакар и цинк се забележани само на едно место, на површинскиот слој каде што гореле литиумски батерии, но тие се во рамки на очекуваното и не представувале ризик. Анализите, според надлежните, во најкус можен рок ќе бидат повторувани според утврдени протоколи.